Македонија ќе ја заврши својата домашна задача со реформската агенда за ЕУ, а потоа останува на 27-те земји членки, меѓу кои е Бугарија, дали ќе го билатерализираат нашиот процес на пристапување или тој ќе биде базиран на критериумите кои што ги имале сите земји кои пристапувале во Унијата, порача премиерот Мицкоски, прашан дали очекува да влијае врз европската перспектива на Македонија, тоа што Бугарија оди на нови избори напролет, откако ниту една од тамошните партии не успеаа да формираат влада и му ги вратија мандатите на Радев. Македонскиот евроинтегративен пат е неминовно поврзан со волјата на 27 земји членки. Една од нив е и Бугарија. Ние знаете дека имаме со нив проблем, но ние имаме цел да си ја завршиме домашната задача, да се подготвиме, сите оние отворени прашања поврзани со реформската агенда да ги завршиме, сите оние реформи кои што сме ги предвиделе да ги затвориме, и откако сето тоа ќе го направиме, тогаш оставаме на 27 земји членки да одлучат дали ќе го билатерализираат овој процес или ќе биде базиран на критериуми кои што ги имале сите земји кои што му пристапиле на овој сојуз, односно на Европската унија. Државните интереси според Мицкоски се приоритет за владата, а СДСМ со неприсуството на лидерската средба се само исклучила наместо да разговара и оставила, како што рече, празен простор за другите партии. Премиерот вели дека не знае дали СДСМ ќе ги поддржи законските измени за да профункционира Safe City системот, откако опозицијскиот лидер Филипче вчера кажа дека неговата партија има забелешки за законот за прекршоци и неизвестно е дали ќе го гласа во собранието. Но тоа што е важно според Мицкоски е дека овој проект почнал да ги постигнува своите основни хумани цели. Бројките на спасени човечки животи во јануари според него се зголемени, а сообраќајните несреќи намалени. По дилемите од опозицијата, Мицкоски уверува дека протоколи и заштита на податоците од граѓаните мора да има, а многу работи, како што кажа, ќе се усогласуваат во текот на имплементацијата.